изминатиот период евидентен е растот на каматните стапки. Од што зависи истиот? Очекувате ли да има зголемување и понатаму? Да, очекувам дека ќе има зголемување. На дневна база врнен менеджмент во Скопје заложен за проблематика ги следи настаните, случувањата во светот. Тоа го прават, убеден сум, и од Централната банка, немам никаков сомнеж. И сметам дека, како што кажав, тие механизми на трансмисија за намалување на инфлацијата не може да дадат веднаш ефекти преку само каматната стапка. Тоа е тој момент кога треба да се остави каматната стапка, да не само каматната стапка, туку да се вклучат и други инструменти во поглед на решавање на оваа проблематика. Сега е тест буџетот, издржливоста на државата, покачената цена на енергенсите, покачената цена на основните продукти. Ова обкружување во овој момент воопшто не е лесно за работа. Но нема да кажеме дека 2023 година ќе биде катастрофална, ќе биде тешка. Ова се моje мислење и мои предвидувања врз основа на референци. Знаете, опасна е шпекулативноста. Многу лоши вести или многу добри вести на граѓаните ги насочуваат во многу погрешни работи. Можеби треба да се почека време за некои посериозни инвестиции, можеби треба да се даде предност на прагмата, на рационалноста, но никако на скептичноста во сценаријата. И затоа кога ќе кажат високи каматни стапки, понекогаш за банката и за банките, комерцијалните банки, тие високи каматни стапки може да се сериозен проблем. По самите по дефиниција не значат заработка само. Тоа може многу како граѓани и комитенти да доведе во непријатна позиција, во неповолна позиција и на крај да не речам да завршат како нефункционални пласмани. Не секогаш, затоа инсистирам да се луѓето да се информираат од извори кои што имаат референци, да се обидат да веруваат во институциите на системот, да се користи позитивната пракса од она што го применуваат светските корпорации, светските финансиски институции, светските влади и да се надеваме дека, иако според мене не е на повидок, дека ќе ја пребродиме 2023 година и место, како што кажав, катастрофална ќе ја наречеме тешка и ќе успееме да испливаме заедно сите од сето ова.